Нашите баби и дедовци често пати знаеле да кажат: руба краси, руба гнаси. Како ги сваќате овие неколку збора? Као и секогаш, нашите стари биле апсолутно управо. И секогаш кога ќе нема да ги сватиме нивните поенти, грешиме. Бидејќи после тоа нели доаѓа од делото го чини или не го чини човекот и така натаму. Јас мислам дека многу битен дел од персоналитето на било кој човек, жена, е начинот на облекување, начинот на тоа што се одбира да се облече и како тоа се носи. Потребно е нешто повеќе од костум за да се биде джентлмен. Да, па добро. Да се надоврзиме на првото дека е битно како си облечен или што носиш и како го носиш, сепак не е најбитната работа. Кога ќе спомнете джентлмен, мислам дека имате различити или стотина дефиниции, секој си го дефинира у глава онака, углавно се дефинираме онака како нас што ни одговара. Мислам дека не постои универзална дефиниција за тоа, ама првата асоциација која мене ми доаѓа на памет е пристојност. Значи да си пристоен, умерен, да знаеш до каде можеш и до каде треба да одиш. Тоа е некоја за мене не дефиниција, него разбирање на кој ги каже човек е овој джентлмен. Важите за маж кој е вистински джентлмен. Уживате голем углед во јавноста. На работа сакам да кажам дека кога збориме за джентлмен, многу јас, например, си го поврзувам со поимот исто така господин човек. Значи, една од најубавите или најдобрите комплименти што ја можам да ги чујам за други луѓе, кога ќе кажат пред некој ден за некој зборевме во друштво, вика, он е стварно господин човек. Она стварно кажеш, он е стварно господин човек, тоа подразбира стварно е джентлмен, господин човек. И фала на комплиментот ако така ме доживувате, или барем оставам таков печаток. Бара време. Мислам дека тоа се гради од најраните години. Зашто? Зашто тоаш упиваме несвесно. Тоаш добиваме некакви наши норми, што е добро, што е лош, што е лошо. Воопшто, значи не барам сега паза облекување, фризура, чевли или не знам друго. Една од најраните асоциации мои се кога ќе дојдеше вујкото на мајка ми, таки. После, кога ќе влезеше ке баба ми од дворот, се осеќаше дека он влево. Шешир, кап, луле, на енергија. Тао пристоен господин, според. Тоа ми останало као некоја слика, стварно господин човек, стварно джентлмен. А онда потоа ги лепиш сите други работи кои подоцна, малку се среќаш многу луѓе. И па дома е битно тоа, како тоа дома функционира. Дали, ја не памтам, не знам, моите родители ги скочиле по млеко да купат да не бидат пристојно облечени и така. Ја не се ми сеќавам да некој викал нешто, да се ово, не знам. Се било тоа некако, најверојатно сега во овие години памтам само добри работи. Да. Така да, ама и така, мислам дека и така треба. Се до тоа некако те гради како и личност и сега збориме за джентлменство, некако пристојно однесување. Мислам дека тоа се работите кои понатаму ти или примаш или не ги примаш. Значи, околината те прави тоа што си. И она што сакаш да го земеш во околината. Вашата професионална работа бара одреден дрескод. Мислам дека главно е дека за секоја прилика морате да бидете прикладно облечени. Значи, не можете да доаѓате на работа, као да идете
u kafić na kafe u subotu. Ne možete da idete na gosti kao da idete u samoposluge. Pa makar otišli na jedno kafe. Da li odiš na rabota, da li odiš na kafe. Покажеш респект према ресторанот, кафичот кај што доаѓаш, кај луѓето што доаѓаш на гости на рогендени. Значи, ја не сум присталица на ова, нема везе како е. Има многу везе. Деталите го прават стилот комплетен. Без кои детали не можете во текот на денот? Јас сакам детали. Значи, сакам Да. ова дружа црвена, па сакам некои така. Јас сум човек кој сакам децентни детали на накид. Не сум нешто како што мушко. Накид и добар сат, накид и добра алка и детаљ на ова. Така да немам нешто без кое не можам. Она без кое не можам не е детаљ, него е многу битна работа. Не можам без добри комби. Тоа е она што Прва работа. не правим компромис таму. Значи за све можеме да направиме компромис, за панталони, фармеки од дела и така дале. Чевли мора да бидат чисти, средени, уредни и убави. Која облека не би смеел джентлменот да ја носи после 30-та година? Тренерки. Тренерки се она, како вика, сега не знам точно кој беше од главниот, мислам дека Армани, да не знам, вика, кога ќе ги изгубиш сите идеи у животот, да носиш тренерки. И онда, значи, или кога ќе се откажеш од животот, носиш тренерки. Тренерки се добри за тенис, за вежбање, само за спорт. Тренерки ни у една ситуација не се добри за било каде ван спортски терен. Така да, тоа е нешто што за мене не.